За да има правичен исход, би требало да има на обвинителната клупа да седнат луѓето кај кои што би требало да се бара најголемата одговорност. Тие луѓе не се на обвинителна клупа, што значи дека не може, ако ти не го судиш тој кој што би имал најголема одговорност, тој нема да биде осуден, нема правда. Значи ти гледаш кои се обвинети, ако тие кои што би требало да се најодговорни за ситуацијата не се помеѓу обвинетите, не може магично да се појават и да станат виновни, значи нема да има правда. Ќе цитирам ја обвинителот. Вика, не може да ги обвиниме само оние кои што на трагичниот ден биле во служба. Тоа би значило само заради тоа што они се во служба, само заради тоа се виновни, а другиве кои што веќе не се дел од службата не се виновни. Не е така. На критичната вечер најодговорни се тие кои што ја земале врз себе службата да обезбедат јавен ред и мир, од нив зависи. Морале да го спроведат законот. Знаеле или морале да знаат во тој момент. И тие се најодговорни, бидејќи службата е кај нив. А тие што претходно биле во служба, може да се гонат за кривични дела кои што ги направиле додека биле во службата. Да, може да се гонат за фалсификување на исправи, за примање подкуп, мито. Не може кривично правната последица од кривично правниот настан, пожар, да произлезе од друго кривично дело. Тоа што може како последица од извршување на кривично дело на сите овие што се обвинети сега со исклучок на оној Деко, се што може да произлезе од овие последица на кривично дело би било дека они го штетиле буџетот, земале мито, не му издале решение за ДДВ, не му издале решение за фискализација, не му издале забрана за, не знам, работа. Тоа се кривичните дела што ги направиле. Оние кои што ги направиле кривичните дела преку несторување се тие кои што биле одговорни на таа трагична вечер.